отидуваме на граничниот премин Делчево да провериме дали навистина сме затворени како во конзерва, дали ќе ни дозвола да ја поминеме државната граница и дали ќе можеме да го оствариме нашето уставно загарантирано право за непречено движење и слободно излегување и враќање на територијата на Република Македонија. На 50 на метри пред нас е границата. Обиде колегата Бране со обичниот пасош да ја помине границата, а потоа има и, да, е го, обичниот, потоа има и дипломатски пасош. И двата се со Република Македонија. Без сенера не може да излезе. Не знам, значи пробајте, ние ќе пуштиме се. Тоа се работи за обични пасоши. А за редовните не може да се излезе без седен. Това за сите важи. Да, за сите. Тоа важи за сите. За дипломатските немаме некој посебен стил. Сега ипак се работа за дипломатски пасоши. Јасно. Благодарам до вас. Пријатно. Со личниот пасош, кој што се уште не ни е сменет и е со Република Македонија, не ни беше дозволено да ја напуштиме територијата на Република Македонија, но зачудувачки и изненадувачки за нас беше тоа што кога го приложивме дипломатскиот пасош, истите службеници овдека ни рекоа дека немаат никаква инструкција за дипломатските пасоши и дека може да ја напуштиме Република Македонија со дипломатски пасош на кој што стои Република Македонија. Имаме порака до нашите колеги во собрание. Веднаш да биде ставен на гласање и да се усвои предлог законот за измена и дополнување на законот за патни исправи со кој што ќе се продолжи важењето на пасошите. Имаме 44 гласа во собрание, во секој момент за овој предлог и да остасуваат уште 15. Колеги пратеници од власта, свестете се. Доколку колегите од власта, од СДСМ и ДУИ не сакаат да гласаат за законот со кој што ќе се продолжи важноста на пасошите за сите граѓани во Република Македонија, тогаш би било етички и морално исправно од нивна страна да се откажат од дипломатските пасоши, за да и тие сочувствуваат со граѓаните на Република Македонија кои што се затворени на територија на Република Македонија како во конзерва. Поздрав од Делчево. Поздрав.